Ви благодарам што сте со гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Игор Стефановски и разговарам со министерот за здравство Фатмир Меджити. Господине Меджити, добро ни дојдовте во гласот. Добро ве најдовме, мило ми е и за можност. Најавивте промени во платформата Мој термин, ќе ве цитирам, изјавивте во случај кога колегите не дава термини, ние како министерство имаме можност да им ги закажеме, да дадеме повеќе термини со цел пациентите да бидат згрижани. Дали ова го применувате во пракса и колку време моментално е потребно за еден пациент да направи ехо на срце, например? Точно така, значи ние од првиот ден веќе малку повеќе од 2 месеци министер за здравство, со мојот кабинет ја скениравме состојбата, како што знаете, после пост-ковид пандемијата и после економската криза во државата, нормално и здравството е во многу тешка кондиција и во многу тешка состојба. Конкретно за прашањето, да, ја веќе кажав, ќе има голем упад. Морам прво да кажам, да потврдам дека мој термин е добра работа. Ние ќе имаме веќе голем упад во позитивна смисла, ќе го ажурираме мој термин, веќе го ажурираме и со термините кај докторите и со се друго ќе направиме и дисперзирање на кадар низ цела Македонија за полесно пациентите да добијат подобра услуга. Кога можат ова пациентите да го очекуваат побрзо да направат тебе, например, било каква проверка? Веќе и платформа промовиравме на е-здравство, каде за вакцинацијата ќе можат и родителите и фамилијата и за децата па и за возрастните ќе го лезат, ќе се информираат точно за контраиндикациите, дали ги има или не, со цел, значи, вакцинацијата да биде поголема во нашата држава. Не добив само одговор доколку располагате со податок, колку време моментално се чека за да се направи, например, ехо на срце? Значи, ние правиме напори, сега точно за време не би можел да ви потврдам, не честно, но правиме напори за ова да се скрати времето на чекање, со сета цел дека пациентите секогаш да добиват подобри здравствени услуги. На што генерално се должи ова? Знаеме дека во Северна Македонија има одлив на мозоци и здравството не е исклучок од овој проблем, но покрај тоа има и миграција од јавниот во приватниот сектор на медицински персонал. Имате ли стратегија за надминување на овој тренд? Точно, ја би кажал дека ова е глобален тренд и точно е дека и од Македонија си одат кадри, одат доктори, здравствени работници. Ние веќе презедовме конкретни мерки. Ја со мојот тим, значи имаме точна визија и точна стратегија како да се бориме против ова. Ја веќе тоа го кажав и во други медиуми. Ќе направиме една стратегија, значи до студентите на медицина кога ќе бидат 6-та година, па и фармацевци и стоматолози, за да можеме точно да знаат од кој град доаѓа и каде утре дента ќе работи и понатаму да се апдейтира и со специализација и со се друго да се надградува. Дали со тоа ќе има доволно доктори? Па ние имаме веќе 3 медицински факултети и во Скопскиот, Штипскиот и Тетовскиот и ја мислам дека кадар има доволно, но има досега лошо менаџирање од страна на здравствените институции, немало јасна визија и стратегија и какви специјалности, например од регионалните болници, не бареле точно какви им треба специјалности за денеска да немат дефицит. Но ние и во овој поглед сега не можеме да кажеме дека ова ќе биде долгорочна стратегија, ова ќе биде за сега краткорочна, за и со тоа што ви кажа, со дисперзирање на кадар од клинички центар, за да можеме да дисперзираме по одредени здравствени институции низ земјава, со сета цел да ги обучуваат нашите кадри таму, например, ако има интернист за ехо на абдомен, да одат од клинички центар. Во клинички центар има доволно доктори и здравствени работници и така да ќе видиме некако ова за да може да се намалува тој број и на пациенти што доаѓаат, знаеме околу 500.000 пациенти гравитираат во клинички центар Мајка Тереза годишно. Колку е притисок врз јавното здравство со тоа што медицински персонал, доктори и медицински сестри преминуваат од јавното во приватното здравство?
Тоа е додатен притисок, но нели знаете, ние пред неколку дена тоа што беше ветено, ги покачивме платите на здравствените работници, што ја предпочитувам да викам не тоа што дека ги изголемувавме, тоа што на вистина здравствените работници заслужуваат и ние нема да престанеме тука. Јас секогаш ќе бидам на страна на здравствените работници, зашто ја доаѓам од фелата на медицината, на здравството и тука мораме за идниот буџет да планираме и ново покачување, но за клинички центар има и на покачување и на ноќен труд и коефициент на интернисти и беа вклучени и уште неколку хируршки гранки во хирургијата, како гинекологија, максилофацијална, очна клиника, беа вклучени за да добиват повисок коефициент на дежурства со како што имат другите хируршки гранки. Го спомнавте клиничкиот центар. Какви се плановите на Министерството за здравство за новиот клинички центар? Дали можеби се знае кога тој клинички центар би бил готов и во функција за употреба? Ние како кабинет имаме и поширок концепт, тоа е многу добра работа. Новиот клинички центар е капитална инвестиција во нашата држава и тоа треба што побрзо да почне да се применува и да почнат првите подготовки веќе за градење на новиот клинички центар, но и концепт за пошироко за здравството со неколку центрови, како болници низ цела Македонија, една за секојаш да се реши проблемот на здравство да функционира како што му доликува во нашата република. Дали некоја процедура е отпочната за изградбата на новиот клинички центар? За сега не, но и ние превзедовме мерки, заинтересирани сме и за концептот. Има заинтересирани и страни и групи на интерес. Ние го представуваме проектот и пред НИФ, и пред амбасадите, и нели во тој правец правиме подготовки за да може некако еден ден да започне и градењето на до сега многу зборуван нов клинички центар. Каде е заглавена процедурата? Па сега нормално тука пред се е проблем буџетот, треба да се предвидат, тој е многу капитален проект и сега ќе се види која од опциите, тоа ќе седиме заедно, ќе биде информација од влада, заедно како да го решиме тој проблем, мислам дека е крајно време веќе да започнеме да го применуваме. Како министер имате ли некој рок вие планирано од кога треба да почне изградбата на новиот клинички? Не е честно сега да го кажам тоа. Вие знаете дека јас сум нов министер веќе 70 дена скоро. До изборите има, до редовните една година, треба и да бидеме рационални и да видиме со сите сили да можеме да тој клинички еден ден да почне да се работи. Нов сте како министер, спомнавте и самиот. Кога би одбрале еден приоритет од промените кои ги најавивте во здравство, што би било тоа? Веќе го одбрав, тоа што најмногу ми боли, позитивната листа на лекови која не е ажурирана 10 години, со сета цел ние оформивме комисија, веќе сите имаше промени на законот за осигурање за здравствена заштита и веќе сите подготовки се спремни и компаниите заинтересирани фармацевски да аплицират за да може да ја ажурираме таа позитивна листа со сета цел пациентите да добиват по-иновативна, ефикасна и квалитативна терапија. Министре, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и довербата. Пријатно.